Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, 5 април, понеделник и време е за нов спортски преглед, поддржан од најдобрите спортски обложувалници Банана Кик. Спортскиот преглед ќе го започнеме со резултатите од 25-тото коло на првата фудбалска лига на Македонија, односно како што е и вообичаено во претходните изданија. Двете тетовски екипи забележаа победи со поидентични 2:1. Шкендија на домашен терен го совлада Силекс со головите на Валмир Нафију во 63-та и Бесарт Ибраими во 85-та, додека Силекс во 76-та минута успеа само да изравни на 1:1 преку Пепи Георгиев, но Шкендија на крајот победи. Одлична победа за Ренова во борбата за опстанок, 2:1 против Шкупи на гостински терен, Ален Јашаровски во 8-та минута и Ненад Мишковски во 68-та. Домашната екипа само го намали резултатот во 92-та минута преку Илирит Адеми. Во вечното македонско дерби, Пелистер Вардар 2:0, двата голови дело на Борче Маневски. Работнички Борец 2:1, гостите дојдоа во водство преку Мурата Дили во 82-та, Стефан Јефтовски изравни веќе следната минута, односно во 83-та, а Фахрудин Ѓурѓевиќ во 90-та минута донесе победа за Работнички. Струга Беласица 3:1 за домашната екипа, стрелци Александар Ристевски, Клисман Цаке и Антонио Калановски си постигна автогол, додека за гостите Клисман Цаке постигна автогол, значи два автоголови на овој надпревар. Во саботата Македонија Ѓорче Петров, Академија Пандев 1:2, Марио Крстовски за гостите, а Самир Фазли за домашната екипа. На табелата Шкендија е прва убедливо со 10 бодови пред второпласираниот Шкупи. Шкендија има 56, Шкупи 46 бодови. На третото место Македонија Ѓорче Петров со 31 бод. Четврто место за Струга со 37, петто за Работнички со 36. Во долниот дел од табелата Борец на шестото место со 33, Пелистер на седмо место со 32 бодови и осмо место за Академија Пандев со 31 бод. Во зоната за бараш Ренова и Вардар со идентични 27 бодови. Во зоната за испаѓање Силекс на 11-тото место со 26 бодови, последна е Беласица со 14. Прволигашите ќе имаат активности и оваа недела, бидејќи на програмата се надпреварите од полуфиналето од Купот на Македонија, во вторник Македонија Ѓорче Петров, Академија Пандев и во среда Струга Тримљум против Силекс. Се игра само по еден надпревар, ако заврши нерешено се преминува директно на изведување на пенали. Победниците од овие надпревари ќе играат во големото финале. Во втората лига Запад се одиграа надпреварите од 21-то коло. Скопје Тетекс 2:1, Христијан Кировски во 17-та и 67-та минута за домашната екипа, Лазар Пеев во 68-та минута за Тетекс. Велешта Дрита 2:1, домашните победува преку Игор Клешкаровски во 16-та минута, Валјон Зеќири во 30-та изравни на 1:1, а Христијан Малевски во 72-та минута донесе победа за Велешта. Влазрим Кадино 1:1, Албин Рамадани за домашната екипа и Кристијан Ивановски за гостите од Скопско. Охрид Кораб исто така 1:1, Бурхан Али за домашната екипа и Рихан Зеќири за гостите, додека екипата на гостивар беше слободна ова коло. На табелата во водство е Скопје со 48 бодови пред Велешта со 40. Следуваат гостивар со 37, Охрид со 36, Охрид има Кораб има 27 бодови, се извинувам, Влазрими 25, седмо место за Кадино со 21, осмо за Тетек со 18 бодови, деветто место за Дрита со 14 и последно место за Вардар Форино, кој што е дисквалификуван. Во третата лига Запад се одиграа надпреварите од 12-тото коло. Зајас напредок 1:0, Флоријан Мехмеди стрелец за домашната екипа. Љуботен Нераште 4:1, за Љуботен Илица Костадиновски постигна 2 голови, по една стрела Славче Антовски и Христијан Димитриевски, додека за гостите од Нераште Харбин Мемиши во 23-та минута. Врапчиште Речица 1:1, Фуркан Хасипи за домашните, Хузри Джемаили за гостите, Арсими Пролетер 8:1, најубедлива победа ова коло. Аријане Јупи 3 голови за домашната екипа, останатите стрелци се Вулнет Елмазин, Недим Зендели, Ерсел Дико Осман Алии и Фари Шабани, додека за екипата од Тумчевиште Стефан Ѓурчиновски.
Трабзонспор Беса 0-3, Башким Љама, Ајк Бејадини и Мемет Идризи. Камењане беше слободен ова коло. На табелата во водство е Беса со 31 бод пред Арсими со 28 и помеѓу овие две екипи ќе се води борбата за првата позиција на табелата. Трето место за Речица со 22, четврто за Врапчище со 19, Камењани и Зајац имаат по 16 бодови. Седмо место за Љуботен со 12, осмо за Трабзонспор со 11, деветто место Нераште со 9 бодови, 10 е Напредок со 6 и 11-то место за Пронетер Тумчевиште со само 1 бод. Одиме сега да ги погледнеме изјавите од надпреварот помеѓу Љуботен и Нераште. Утакмицата пројде во најдобар ред. Игравме со далеку посовата екипа и се оправда улогата на фаворит со 4-1 и помина во фер и солидна атмосфера. Спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Банана Кик го продолжуваме со резултатите од 21-то коло на женската фудбалска лига на Македонија. Значајни победи за двете тетовски екипи на гостински терен. Истатов Љуботен 1-3, за Љуботен стрелци Јулија Живич, Марија Белистојановска и Анđела Миловановиќ, додека поубедливи беа фудбалерките на Шкендија, кои со 6-1 на гости го совладаа Шкупи. За екипата на Шкендија, Брикена Шакири и Афродита Салихи постигнаа по 2 голови, поеднаш прецизни беа Хава Мустафа и Медина Емини. На останатите надпревари, Каменица Саса Тиверија 1-0, Атлетико Деспина 0-5, Кочани Скопје, внимавајте, 1-14, Плачковица Топгол 0-3 и Решица Ас Юнајтед 1-3. На табелата, прво место за екипата на Каменица Саса со 57 бодови, Речици обезбедена шампионска титула втора година поред за екипата од Македонска Каменица. Второ место за Тиверија со 50 бодови, трето место е Деспина со 49, четврто место Скопје со 45, петто место Ас Юнајтед од Струја со 44 бодови. Во борбата за опстанок, шесто место за Шкендија со 39, седмо за Љуботен со 30 и осмо место за Истатов од Дојран со 27 бодови. Тука некаде се затвора кругот на оние екипи кои што ќе играат следната сезона во прволигашката конкуренција, бидејќи само најдобрите 8 екипи од оваа сезона следната ќе играат во прва лига, другите се селат во второлигашката конкуренција. Спортскиот преглед го продолжуваме со резултатите од 22-то коло од првата кошаркарска лига на Македонија. Екипата на гостија би изненадувачки поразена од втората екипа на МЗД Скопје со резултат 77-72 на гостински терен. Работнички академија ФМП 68-66, ТФТ Евроникел 67-83, Кожув Црндрим 97-73. Надпреварот Вардар Куманово е одложен поради настапот на екипата на Куманово во Балканската лига, а одложен и надпреварот помеѓу МЗТ Скопје и Пелисер поради позитивни случаи на COVID-19 во екипата на МЗТ Скопје. На табелата Пелистер е прв со 34 бодови пред Евроникел со 32. На третото место е Академија ФМП со 31 бод, а од четвртото до шестото место се екипите на ТФТ, Гостивар и Кожув со по 29 бодови. Тука треба да напоменеме дека 22-то коло воедно беше и последно од регуларниот дел на сезоната, но за да се комплетира регуларниот дел потребно е да се одиграат уште 26 надпревари кои што во изминатите кола беа одложени од различни причини. Како што најави Кошаркарската федерација на Македонија, овие надпревари ќе се играат некаде до 15 мај, а треба да се спомене и дека неделата која што измина позади нас, Кошаркарската федерација на Македонија донесе одлука да се промени системот на надпреварување, па така откако ќе се одиграат овие одложени надпревари, нема лигата да се подели на Суперлига и на Плейаут лига со по 6 екипи, туку ќе се премине директно на третата фаза, а тоа е плей-оф и плей-аут. Во плей-офот ќе играат најдобрите 8 екипи, ќе се започне со четвртфинале, па полуфинале и финале. Во четвртфинале и во полуфинале ќе се игра до 2 добиени надпревари, додека финалето ќе се игра до 3 добиени надпревари. И она што е уште поинтересно е тоа дека нема екипите да играат дома гости, туку ќе се игра во балони кои што ќе бидат во организација на Кошаркарската федерација на Македонија. Имаше негодување кај дел од екипите, меѓутоа
Одлуката на Кошаркарската федерација е конечна и лигата ќе продолжи токму така, но претходно треба да се одиграат овие 26 одложени надпревари кои што ги споменавме и навистина ќе биде интересно да видиме како Кошаркарската федерација на Македонија ќе изнајде термини за да се одиграат овие надпревари, ако знаеме дека екипата на МЗТ Скопје, на пример, е во карантин, а токму МЗТ Скопје има да одигра 10 надпревари. Значи на 10 од овие 26 надпревари треба да учествува екипата на МЗТ Скопје. Навистина ќе биде интересно, станува да видиме. Во втората кошаркарска лига Запад се одиграа надпреварите од предпоследното 17-то коло. Тетекс забележа убедлива победа на гостински терен против Битола од 82-69, со што и дефинитивно го завери пласманот во најдобрите 4 екипи кои што ќе разигруваат за пласман во прволигашката конкуренција. На останатите надпревари Чаир Спортин 92-66, Охрид Партизан 73-83, Спарта Мега Баскет 86-80. Надпреварот Хераклија Ринија не се одигра бидејќи гостите не допатувале во Битола. На табелата Чаир е прв со 33 бодови, пред Тетекс со 29, трето место за Партизан со 28, четврто за Охрид со 27 бодови. Следуваат Хераклија со 25, колку што има и Битола. И на последните 4 позиции Спарта и Ринија по 21 бод, толку има и Мега Баскетот Прилеп и последен е Спорт тимот Неготино со 19 бодови. Најдобрите 4 екипи од групата Исток и од групата Запад ќе вкрстат, пошто ќе треба да бидат добиени двете екипи кои што ќе обезбедат пласман во прволигашката конкуренција за следната сезона. Спортскиот преглед подржан од спортските обложувалници Банана Кик го продолжуваме со резултатите од одбојкарските првенства во 11-тото коло на машкиот плејоф. Универзитет Тетово Джио Струмица 3:1 и Вардар Борец 1:3. На табелата на првото место е Джио Струмица со 54 бодови, пред Универзитет Тетово со 48, трето место за Вардар со 31 и четврто за Борец со 23 бодови. Остануваат уште две првенствени кола да се одиграат во оваа конкуренција, пошто ќе следува полуфиналето од плејофот за шампионската титула. Двојките се веќе познати, Джио Струмица Борец и Универзитет Тетово против Вардар. И теоретски последните две кола не може да сменат ништо на првенствената табела. Во плејаут лигата се одиграа надпреварите од последното 10-то коло. Шкендија Јанта Волеј 3:0, Лирија Дибра Волеј исто така 3:0. На последниот надпревар Штип Весна Пробиштип 3:1. Конечната табела во плејаут лигата е следна. На првото место е Шкендија со 35, односно со 39 бодови, се извинувам. Тоа би значило петто место за екипата на Шкендија во севкупниот пласман, бидејќи овие 4 екипи што играат во плејофот, Шкендија е прва во плејаутот. Второ место за Лирија со 34 бодови, трето за Штип со 31, четврто за Весна Пробиштип со 19, односно се извинувам со 21, петто за Јанта Волеј со 10 и шесто место за Дибра Волеј со 0 бодови и со 0 освоени сетови. Одиме да ја погледнеме изјавата од Акик Ферати, тренерот на одбојкарскиот клуб Лирија, за тоа како е задоволен од оваа сезона за неговиот клуб и дали се исполнети очекувањата. Па со ова утакмица со Дебар, која требаше да се одигра во Дебар, но тие прифатија тука заради со салата имале некакви проблеми. Изигравме, ги добивме 3:0 и со ова дефинитивно го запечативме шестото место, фактички второто место во група, освен тие 4 екипи што играат во плејоф. Многу задоволни сме, во пролет сме играле 12 утакмици, 10 победи и многу задоволни сме со тие услови што ги имаме, без сала, без тренинзи, со пандемија. Па за наредната сезона се надеваме дека салата во Жеровјане ќе биде направене, ќе ги играме пред домашната публика и да Господ да се спасиме од пандемијата и да играме пред публика. Во женската одбојкарска конкуренција во плејофот заврши регуларниот дел и сега веќе се играат полуфиналните надпревари. Јанта Волеј Кисела Вода Струмица 3:0 и Вардар Работнички 3:2. Во плејаутот одложен е надпреварот помеѓу Бамикор и Јанта Волеј
Форца, што значи дека двете тетовски екипи во женската одбојкарска конкуренција не беа активни овој викенд. Универзитет Тетово веќе ги заврши настапите, а Бамикор не го одигра својот натпревар бидејќи е отложен. Како последна содржина за денешниот спортски преглед, ние обуката за спортски менеджмент која што во петокот се одржа во големата сала на општина Тетово, каде што присутен беше и председателот на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димески. За што станува збор, ќе видиме и ќе слушнеме од изјавите на Ахмет Ќазими, раководител на секторот образование во општина Тетово, како и од малку подолгиот разговор со Даниел Димески, председателот на Македонскиот олимписки комитет. Во ова олимписка година за нас е многу важно да имаме една интеракција со сите спортисти и спортски федерации во Тетово, така да за нас особено често председателот на Македонскиот олимписки комитет заедно со генералниот секретар и заменет директорот на Агенцијата за млади и спорт денеска заедно со нас ги дискутираме сите работи кои што се отворени од областа на спортот, ги мотивираме спортските клубови, спортските индивидуалци, сите спортисти што да бидат повеќе активни и да бидеме што поуспешни и како град, како спортски град и како спортска нација. Ние сме успешни во областа на спортот, веќе имаме олимписки спортисти во областа на скијањето, имаме успешни колективни спортови, почнувајќи од одбојка, кошарка, фудбал и другите индивидуални спортови и се надевам дека оваа интеракција што се воспоставува помеѓу МОК, општина Тетово и спортските федерации ќе продолжи и понатаму и ќе имаме уште поголеми и поборни спортски резултати. Фала. Ќе ни го пратиш, Даниел Димески, председател на Македонскиот олимписки комитет. Димески, денес семинар за спортски менеджмент во општина Тетово. За каков семинар станува збор и што е темата? Ова не е класичен семинар, ова е еднодневна обука со основи на менаџирање на спортски организации, клубови и останати чинители. Генерално Тетово ни е град кој што навистина е доста спортски, бидејќи имаме истакнати клубови од повеќе спортови, значи не само колективните, кај што имате одлични представници во фудбал, одбојка, карате, бокс, кошарка и се останато, така да има доста клубови кои што навистина даваат квалитетни спортисти. Тоа ни беше и мотивација да Тетово биде градот каде што се тоа ќе го направиме, секако и добрата соработка со Агенцијата за млади и спорт, каде што заменикот директор е токму ваш сограѓанин тетовчанец. Така да генерално Тетово мислам дека заслужува повеќе внимание, бидејќи е град со голем потенцијал, со исклучително доста млада популација, на која што навистина треба да ја дадеме максимален третман. И токму затоа денеска сме овдека. Она што можам да кажам ме радува дека и во време на ваква пандемија и сите протоколи имаме одлична посета, значи интересот постои, што е потврда повеќе дека сме направиле вистински избор, а за нас е една обврска, бидејќи навистина како Олимписки комитет сакаме да помогаме се каде што можеме, а Тетово е место каде што навистина има можности многу да се помогне, бидејќи не само инфраструктура, туку луѓските, човечките капацитети се нешто каде што сакаме ние да инвестираме за да имаме подобри резултати. Оваа година е олимписка, односно минатата беше, меѓутоа нели олимпијадата се одложи за оваа година во Токио. Колку спортисти имаме со исполнета норма, А и Б норма, и колку очекуваме да имаме спортисти со wild карта на олимпијадата во Токио? Па сега ради ковид пандемијата сите квалификации се поместија, така да се баш тие што ни се најбитни, конкретно двете каде што очекуваме дополнително исполнети норми карате и таеквондо се во тек. Очекуваме таму дека ќе имаме најмалку уште двајца, можеби и тројца олимпијци кои што практички ќе претендираат за висок пласман, бидејќи за вашите гледачи треба да знаат дека потешко е да се пласирате на олимпијада конкретно во карате и таеквондо него да освоите медаља. Таков е системот, бидејќи
на малце луѓе им се дозволува таква привилегија да изборат норма, многу е тежок системот на квалификации, а кога веќе ќе се квалификувате, таму може да направите одличен резултат. Токму тоа е ситуација во карате и таеквондо, каде што имаме неколку исклучително талентирани и потенцијални спортисти со европски и светски титули во моментов, значи Емил Павлов, Дејан Георгиевски, Филип Додевски, а можеби и Ана Марија. Значи тоа се неколку спортисти кои што навистина може да дадат да не одиме во Токио како туристи, него напротив да одиме како претенденти за добар медал. Имаме изборено норма во борење, значи нашиот борач Могабеджи Нуров е бронзен на светско првенство, значи има одличен резултат, одлично се подготвува, така да и од него очекуваме добар резултат. А оние кои што ќе одат со wild карта, тоа се во атлетика и во пливање, мислам се уште не ги имаме одбрано кои се ќе бидат ќе одат оние кои што ќе имаат во моментот најдобри резултати. Према ситуацијата во тие два спорта во светски рамки е нереално да се очекува, не знам каков драматичен резултат, меѓутоа би биле среќни кога би постигнале национални рекорди, своји лични рекорди, бидејќи така ќе ја поместиме категоријата за ниво погоре. Како му доаѓа тоа, минимална бројка која би била, максимална бројка која би била? Минимална бројка е 4 спортисти, максимална бројка предпоставам дека би биле 8. Реална бројка би била 6. Бидејќи сега сте на почеток на вашиот мандат како претседател на Олимпискиот комитет на Македонија, што можеме да очекуваме, односно каква бројка може да очекуваме за наредната Олимпијада? И како Олимпискиот комитет на Македонија, односно Македонскиот олимписки комитет, ќе ги помогне спортистите за да остварат што поголем број на норми за настап на следната Олимпијада? Па таа бројка требало да расте од Олимпијада во Олимпијада барем со 20%. Значи, барем со 1 до 2 спортисти да имаме повеќе на секоја, бидејќи неедноставно во овие индивидуални спортови да драматично го зголемите бројот. Драматично ќе го зголемите бројот ако успеете да се квалификувате во колективен спорт, што е врашки тешко. Конкретно кошарка, фудбал, ракомет и одбојка е нешто кое што е еднакво на спортско чудо. Сум бил во таква ситуација, каде што во предквалификација за Олимпијада со Кошаркарската федерација за несреќна загубивме еден клучен надпревар, меѓутоа тоа беше после оној фантастичен резултат во Литванија. Значи тоа е многу тежок е тој процес, меѓутоа не треба да се демотивираме, напротив треба да продолжиме да газиме, што најдобар показател ни е последниот надпревар во фудбал. Значи спортот ни ја дава таа привилегија да сонуваме и соно да го претвориме во јава. За да имаме добри резултати, потребно е соработка и со другите спортски институции, конкретно Агенцијата за млади и спорт и секако и со владата на Македонија. Дали има соработка и дали помагаат државните институции во спортот? Па ние се полека процесот се изборуваме за нашето место. Значи, генерално, ако вие го анализирате ваучерскиот систем, кој што е, мислам, најдоброто нешто што му се случило на македонскиот спорт во изминатите многу години, ние реално успеавме да најдеме модел кој што овозможува парите, сериозни сума на пари, 10 милиона евра, која што сума расте од година во година, да ги алоцираме, да ги спуштиме доле до сите вистински консументи. Ако порано таа поддршка завршуваше на 2, 3, 5 пореномирани субјекти, сега овој систем ја спушти да реално секој што се бави со спорт има пристап до тие средства. Некаде се помали, некаде се поголеми, меѓутоа тоа се средства кои што се редовни, што е најбитно. Значи, вие кога имате редовен прилив, може да планирате долгорочно. И затоа, со наша асистенција, бидејќи и јас лично како креатор и реализатор на тој ваучер систем, сега во функција на претседател на Олимпискиот комитет, и како притискам да таа сума расте, меѓутоа истовремено притискам од следната година да почнеме сериозно да ги цениме критериумите, за да можеме кој што заслужува да добие повеќе, тој што не заслужува да добие помалку. Или можеби и воопшто. Значи, тоа е процес кој што следи. И мислам дека вистинските резултати, бидејќи во спортот нема резултати преку ноќ, токму ќе ги осетиме во годините што следат, почнувајќи од следната Олимпијада во Париз 2024 година.
За крај кошаркарско прашање, бевте претседател на Кошаркарската федерација на Македонија кога го постигнавме најголемиот успех во Литванија, што воедно и најголем успех, најдобар резултат на една репрезентација во колективните спортови. Ракометарите беа петти, меѓутоа кошаркарите беа четврти, играа во полуфинале. После вашето заминување, кошарката е во слободен пат, можам да кажам, и е падната да игра, кошаркарската репрезентација е падната да игра пред квалификации и за европско и за светско првенство. Каде е проблемот и дали може да очекуваме подобри кошаркарски дедови во иднина? Па јас ќе видам многу реален. Природно е во спортот, во колективните спортови имате замена на генерации. Јас имав таа чест да бидам председател на една генерација која што зрееше, која што во континуитет имаше 4 европски првенства, кои што навистина Зенитот го има во Литванија. Можеби требаше уште повеќе да продолжит, мислам дека некој од нив прерано се откажа, меѓутоа тоа е друго прашање. Очекуван беше падот кој што ќе се случи, меѓутоа не мораше да биде толку драматичен. Ние, знаете, сме експерти да упропастиме нешто што е добро. Кошаркарската федерација беше навистина најдобрата спортска организација по сите репери, не само во државата прогласувана, него и надвор. Немаше потреба со моето заминување толку да се девастира таа организација, меѓутоа да бидеме оптимисти, имаме една одлична нова генерација на млади спортисти од 16 до 21-2 години. Тие се по двајца, тројца во секоја генерација. Кога тие ќе се спојат во сениорскиот тим, а тоа ќе биде некаде од прилика за 4 години, што кореспондира со следното европско првенство, јас ви гарантирам дека повторно Македонија ќе има еден период на редовно учество на европски првенства и добар настан таму. Значи треба малку трпение, сериозна работа и верувајте дека кошарката повторно ќе се врати на голема сцена. Председателе, ви благодарам. Благодарам и на вас за можноста да се обратам на вашите гледачи. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Банана Кик. На самиот крај, само да ве потсетам дека најбогатата понуда на надпревари, најдобрите коефициенти се во спортските обложувалници Банана Кик на многу локации низ цела Македонија. Пробајте се среќата, уплатете го вашиот добитен тикет во Банана Кик. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.